Денеска со почеток во 18 часот во организација на граѓанската опција за Македонија ќе се организираме собир на граѓаните во одбрана на македонските институции. Ние сметаме дека секој треба да работи согласно Уставот и законите и согласно собствените убедувања. Никој нема право да врши притисок на институциите и замислете каква е таа ситуација во која некој му забранува на Уставниот суд да донесе одлука, односно да си ја работи својата работа. Од она што можеме досега да го видиме, има голем интерес на граѓани од Република Македонија, од цела Република Македонија за вечерасниот собир. Јас ги повикувам граѓаните да собирот биде мирен, достоинствен, да ги одбраниме македонските институции, да не дозволиме врз нив да се врши притисок, затоа што ако нема институции, нема држава, затоа што сите оние што се обидува да ни ги урнат институциите, да гурнат водството во Република Македонија, сака да не постои Република Македонија. Гледам дека граѓани се собираат уште од што се вика од пладне, очигледно дека граѓаните сакаат да ги одбранат институциите и навистина се наоѓаме во една шизофрена ситуација каде што министерот за внатрешни работи на Република Македонија, кој што граѓанската опција за Македонија не го признава и тој вечерва ќе протестира. Јас само сакам да поставам прашање: што ќе прават полицајците кога нивниот министер за внатрешни работи ќе тргне кон ова институција, односно највисоката институција во Република Македонија, Уставниот суд? Тоа значи дека граѓаните мора да бидат подготвени со жив штит да си ги бранат собствените институции ако сакат собствената држава, без разлика дали некој во моментот обавува функција министер или било што. Напротив, јас сметам дека оние што се наоѓаат на највисоки државни функции треба да создаваат ред и поредок и да допринесат за смирување на тензиите во Република Македонија и на надминување на оваа политичка криза во која се наоѓа нашата држава.